евиденција, а состојбата на обврските во финансиските извештаи е нереално прикажана. Неправилности во спроведувањето и реализацијата на договорите за јавни набавки, како и слабости при ангажирањето на надворешни лица со договор на дело. Од она што го изјави државниот ревизор за оној акцелератор кој што не е ставен во употреба, за кој што во самиот извештај констатирате дека не се почнати ни градежните затоа што нема доволна просторија во обем за да го собере тој акцелератор и не се почнати градежните активности на самата клиника. Едно прашање до вас и би сакала да добиеме одговор затоа што навистина јавноста е заинтересирана за одговори плюс на оваа тема. Дали имаме вакви случувања и на други клиники каде што се злоупотребува опрема која што е набавена да не се употребува и да не се применува. Констатиравте дека немало протоколи, односно создало можност доктор да одлучува кој ќе биде ставен на биолошка терапија. И според мене, докторот ако одлучувал, а медицинскиот директор одобрувал, е доволна констатација за истражна постапка, но и за оправдан притвор од страна на јавното обвинителство, за да се спречи бегство од државата, но и да нема влијание на сведоци. Во изјавата на јавната обвинителка Гоговска-Јакимовска вели вака: предметот всушност излегува во јавноста и дека доказите се веќе обезбедени, дека се прави темелна истрага која е проширена и во Косово, во Албанија. Се проверуваат голем број медицински истории на пациенти кои примиле биолошка терапија, истории за сите пациенти што побара да биде разгледан и нивниот третман поради определени сомненија, и да знаете дека се уште имаме прашање, уште фамилии, луѓе кои што изгубиле свој блиски од канцер, болни кои што починале, прашуваат каде да се обратиме и да доставиме својата медицинска историја. Ме загрижува изјавата на јавнава обвинителка која што вели дека јавното обвинителство отворило случај по повод новинарските истражувања во периодот, да ве потсетам, можеби пред пола година, може и подолго, кога укажувавме дека нема терапија за онколошките случаеви, дека во тој период имаше симптоматично само терапија во Косово. Значи сега ова всушност истрага што се отвара и проширена е и во Косово и во Албанија, значи ние пред една година кога укажувавме за ова, всушност го потврдува нашиот сомнеж. Но што ме загрижува повеќе? Значи отворен е предмет по новинарски истражувања и искажувања, ама не е отворен предмет по извештај на државен ревизор. Тоа што значи? Дека државниот ревизор, извештајот на државниот ревизор не е релевантен за јавното обвинителство. И тука отвара многу сомнежи. Зошто кажав на почетокот дека ниту еден министер не може да биде амнестиран за одговорност? Зошто? Затоа што согласно член 92г од Законот за здравствена заштита, министерот за здравство е должен да воспостави национален систем за материјално, финансиско и сметководствено работење во ЈЗУ, кој треба да овозможи побрзо, полесно и правилно донесување на одлуки во управувањето со финансиите и останатите работни процеси во ЈЗУ, следење на критичните точки на потрошувачката контрола и намалување на поединечните и вкупните трошоци на ЈЗУ. Согласно одредбите од овој закон, ЈЗУ се задолжени да воведат редовна евиденција на потрошокот на медицинскиот материјал, класифициран по пациент, по упати по здравствен работник, односно здравствен работник, и задолжителна евиденција на залихите на медицинските материјали во главното депо и во сите помошни депоа на лекови. Националниот систем треба да биде составен од интегрираниот здравствен информатички систем, а за непречено функционирање на системот ЈЗУ се задолжени да обезбедат софтверска апликација која ќе овозможи непрекината двонасочна комуникација.
Понатаму со анализа на преземените активности поврзани со оваа законска обврска сте констатирале дека и покрај тоа што законска обврска била за воспоставување на министерството, се уште на активностите на министерството се уште се наоѓаат во почетна фаза. Воведена е претходно во 2015 и според добиената информација националниот систем од јануари 2018 година не е во функција поради необезбеден договор за негово одржување. Замислете, систем намерно не направиле за да се контролира целиот пат на еден пациент од негово третирање, од негова диагностика и така натаму. Затоа реков дека должен бил министерот да го воспостави ова, а не го воспоставил. Значи, низа прашања кои што да беше тука јавниот обвинител ќе ги поставевме всушност, дали е покрената всушност постапка по наодот на Државниот завод за ревизија при увидот во начинот на планирање, спроведување и реализација за постапките за јавни набавки во 2020 и 2021 година, а по кои во годината предмет на ревизија од оваа сметка преземени се обврски во вкупен износ од 341.000 денари. Слушавме во изминатите денови за манипулацијата со набавки. Навистина ме интригантна беше изјавата на државниот јавен обвинител, кој што точно дека е самостоен државен орган, но е избран од собранието и затоа поднесува извештај од работата на јавното обвинителство до собранието. И повторно ќе кажам дека всушност за нив не биле доволно релевантни сите наоди во извештајот на државниот ревизор. Кажаа дека се обезбедени докази, дека е вклучена цел истражен центар е вклучен од јавното обвинителство и дека некои истории кои што се прогласени како лекарска грешка, дека ќе бидат вештачени од независна релевантна институција. Мислам дека е битно да се каже која релевантна независна институција ќе го врши ова вештачење. За забелешката за работењето на онкологија, всушност не смее да се создава, една од забелешките начнам и ќе упатам прашање до државниот ревизор, не смее да се создава намерно и со умисла зависност од конкретен производител преку набавки на затворен систем, при што опремата и потрошниот материјал се компатибилни. Дали, почитуван државен ревизоре, ова е случај само на онкологија или е случај и на други клиники? Не смеело постапката исто така за јавна набавка на биолошка терапија на онкологија да ја спроведува Министерството за здравство без барање од клиниката за онкологија. Покрај тоа, клиниката за онкологија обезбедила согласност од Министерството за здравство, но не и согласност од Фондот за здравствено осигурување, што не е во согласност со членот 9 од Законот за здравствено осигурување. Дали вакви набавки, државен ревизоре, се случувале и на други клиники? Уште едно многу конкретно прашање и полека ќе ви го прочитам за да добиеме одговор. Дали се подпишувани анекси на рамковните договори за набавка на биолошка терапија? Да ве подсетам, рамковните договори се подпишувани помеѓу Министерство за здравство и No Name или веледрогерии кои што тек треба да се истражуваат. Откако им завршил рокот на тие рамковни договори, се подпишувани анекси на договори, што е спротивно и е кривично дело. Ке ве замолам за одговор на овие прашања. Дали наодите на Државниот завод за ревизија представуваат документ по допрен глас, готов предмет или чиста ситуација? Друго прашање, дали за ваквите постапувања или непостапувања е потребно повеќе од политичка одговорност? Ја ќе кажам заклучок мој на крај. Дали има одговорност за непостапувањето по наодите за злоупотреби од страна на ДЗР? Дали има потреба од ревизија и на клиниките за трансфузиологија и хематологија, за кои исто слушаме за низа неправилности од медиумите?
Пред известно време, јавното обвинителство почна да работи на неколку предмети поврзани со клиничката болница во Битола. Исто така имате ревизорски извештај за таа болница и имате низа бројки за работењето, и ќе ги кажам ја сомнителни бројки кои што сте укажале тогаш, за злоупотреба на службени патувања, за исплата на плати, за незакажување на прегледи преку системот. Мој термин, ја не би го читала сето тоа за да добиеме на време. За злоупотребата на службените патувања, всушност веќе има основното јавно обвинителство има поднесено обвинение против директорот за економско-финансиски работи и главната медицинска сестра. Ги товари јавното обвинителство за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, и тој предмет е се уште во фаза на судење. И тука е многу легитимно прашање, мислам дека и вие имате таа дилема, но и наша е дилемата, дали може би последната измена на кривичниот законник ќе ги амнестира и овие луѓе кои што се вклучени во еден геноцид во поновото време во историјата на нашата држава. За бројките за Битолската болница ќе искажам вака сега. 2 милиони денари, значи ова е ревизорски извештај кој вие констатиравте неправилности, искажани преку бројки. 2 милиони денари кусок во наплатата на прегледи, 12 милиони денари кусок во наплатата на партиципација, 80 милиони денари долг кон државата, 36 милиони денари исплатени за дежурства без согласност, 7 милиони денари за прекувремен труд без знаење на инспекторатот. Уште една статистика од кој што е информација од Институтот за јавно здравје, бидејќи е октомври месец на борба против ракот на дојката, Институтот за јавно здравје искажа статистики кои што се фрапантни. Во 2022 имаме најголема смртност на жени од рак на дојка. При тоа сакам да укажам дека рак на дојка не заболуваат само жени, во помал процент, но заболуваат и мажи. Во 2022 година изнесувал бројот 356. Во 2010 изнесувал 310, во 2011 272. Од мојата комуникација со докторки и доктори кои што работат на оваа проблематика, ме убедува во изминативе години дека има најголем прогрес на излекувани пациентки од оваа болест од рак на дојка. Дали непримената на биолошката терапија во онкологија, што се случувала во изминативе години, има допринесено за овие фрапантни бројки. Апелираме ние цело време за редовни прегледи, за кревање на јавната свест. Нема термини за мамографија. Нема мамографи. Онаму каде што има мамографи, немаме специјалисти кои што ќе ги прочитаат извештаите. Скринингот кој што го спроведува Министерството за здравство, всушност со месеци ги чекаат жените извештаите за да им ги прочита специјалист. Бидејќи нема термини за ехо дојка, за спроведување на ехо на дојка, плаќаат приватно и по 50 до 100 евра за приватен преглед. Тука ќе го спомнам и проблемот кој што го променивте како закон, вие како власт, за здравствена заштита на жените, каде што ПАП тестот се правеше задолжително еднаш годишно, а сега се прави на 3 години еднаш. Според мене, заклучок, не требаше само Беким Сали да се разреши, кој што изјави дека политичките притисоци почнаа врз мене, го цитирам, откако го чепнав случајот со онкологија. Не треба да се разрешуваат само директори и министри. Треба да падне владата. Во правна држава, која што ја немаме ние, паја влада за ваков случај и за ваков геноцид. Ова е монструозно што се случува во онкологија. А сигурна сум дека државниот ревизор ќе ни даде одговори на моите прашања, дека ова истото се случува и на други клиники. Најмалку што требаше да биде да падне владата заради овој случај. Благодарам. Ви благодарам и на вас за одговори.